Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, Господи. Господи, повикав кон Тебе, послушай ме, чуй го гласот на молењето мое. Кога повикувам кон Тебе, послушај ме, Господи. Нека се исправи молитвата моја, како девја пред Тебе, а воздигањето на рацете мои, како жртва вечерна, послушај ме, Господи. Отрокиот беше славимир человек, страждет јако смертен и страсти. Светата православна црква денес се потсетува и ги слави светите маченици Мина, Ермоген и Евграф. Мина и Ермоген биле родом од Атина, обајцата живееле во Цариград, во голема чест кај царот и кај народот. Мина бил познат по неговата голема ученост и красноречивост и однадвор се држал како незнабожец, но во срцето бил христијанин. Ермоген бил цариградски епарх и се држал за незнабоштвото и однатре и однадвор. Иако бил милосрден и вршел многобројни добри дела. Кога пламнала некоја расправија меѓу христијаните и незнабожците во Александрија, царот Максимин го испратил Мина да го стигне метежот и да ги истреби христијаните од тој град. Мина отишол и воспоставил мир, но се објавил себе си како христијанин и мнозина незнабожци ги обратил во вистинската вера со силен збор и многобројни чудеса. Кога слушнал за ова царот, го испратил Ермоген за да го казни Мина и да го задуши христијанството. Ермоген го извел Мина на суд, му ги отсекал стапалата и јазикот, му ги изводил очите, па го фрлил в затвор. Во затворот на Мина му се јавил самиот Господ Исус Христос, го исцелил и го утешил својот страдалец. Кога Ермоген го видел Мина чудесно исцелен, и самиот поверувал и се покрстил и почнал на големо да ја проповеда Христовата вера. Затоа и го поставиле за епископ на Александрија. Тогаш, разлутениот Максимин, самиот отишол во Александрија и ги подложил Мина и Ермоген на големи маки, кои што тие, помагани од божествената благодат, храбро ги издржале. Гледајќи храброста на овие Христови маченици и Божите чуда што се извршиле над нив, пред судилиштето се јавил и Евграф, секретар и пријател на Свети Мина, возвикнувајќи му на царот: и јас сум христијанин. Царот збеснал, го исукал мечот и самиот лично го убил Евграф. По ова, овој нечестив цар наредил да ги убијат со меч и светите Мина и Ермоген. Нивните свети мошти ги фрлиле во морето, но тие на чудесен начин допловиле до Цариград, каде што епископот, на кого му се јавиле во сон, свечено ги дочекал и го
Осветувањето на водата има свое потекло уште во првите векови на христијанството, зашто ни сведочат најдревните пишани христијански извори. Кај нашиот народ постои поговорка која вели дека водата може да очисти се, освен оцрнетиот образ. Под оцрнет образ овде се подразбира нечистата совест, која се извалкала од разни гревови и од лоши дела. Во православната црква токму заради тоа и се користи света или осветена вода, која го измива и возобновува образот Божи во човек. Употребата на осветената вода е голема. Таа се користи при многу чинови во црквата, како што се осветување на храмовите, домовите, надгробните споменици и разни други предмети кои му служат на човекот или со кои тој се користи. Во светата тајна крштевање осветената вода станува вода за очистување, бања на повторно раѓање, извор на животот во која крстениот се раѓа со вода и дух за новата реалност на Царството Божие. На навечерието на Богојавление, кога се прави големиот водосвет, се подсетуваме на крштавањето на Господа Исуса Христа во реката Јордан, која представува не само прототип на очистување на гревовите, но и вистинско осветување на целата природа преку потопувањето на Бог во водата. Тоа е свечен обичај, на кој редовно присуствува голем број народ, кои осветената вода ја носат во своите домови, зашто така наречената богојавленска вода се чува во секој дом преку целата година, а се користи само при големи неволји како што се болести, вознемирување од страна на зли духови и така натаму. Кај нас постои обичај самиот свештеник на Богојавление, богојавленската вода, да ја носи по домовите на своите верници. Само да се подсетиме дека осветувањето на водата и нејзиното користење има полна смисла и значење само ако се држат и останатите правила на црквата за христијанскиот духовен живот, како што се пост, молитва, давање милостина, редовно исповедање на гревовите, пристапување кон светата причест, без што нема спасение на душата, ниту пак остварување на целта на нашето постојање на земја.